Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Сдруженијето Верба и Надеж бара закон за регулирање на правата на инвалидите од НАТО мисиите. Роднините на жртвите кај ласкарци бараат одговори од судиката зошто и по 4 години нема пресуда. Соодветни услови во воспитно-поправниот дом во Волковија, но без континуиран процес на образование за штитениците. Сдруженијето на инвалиди од НАТО мировните мисии Верба и Надеж од Куманово денеска на пресконференција во Тетово ја презентираше својата работа и залагања. На пресконференцијата беше истакнато дека речиси сите повратници од НАТО мировните мисии се соочуваат со некој здравствен проблем од кој како најприсутен се јавува посттрауматскиот стрес. Сдруженијето бара изготвување закон со кој ќе се регулираат правата и статусот на инвалидите од НАТО мировните мисии. Представници од Сдруженијето на инвалиди од НАТО мировните мисии на Република Северна Македонија Верба и Надеж од Куманово денеска во Тетово на пресконференција ја презентираа целта и залагањата на нивното сдружение. Според нивните досегашни информации во нашата држава речиси 13.000 граѓани кои се вратиле од НАТО мировните мисии се инвалиди, од кои околу 2000 се од Тетово. Сдруженијето активно веќе 3 години работи во областа на заштитата на човековите права, изготвување и имплементација на закон за инвалиди од НАТО мировните мисии, ресоциализација и реинтеграција на инвалидите во општеството. Ретко имаме прилика за да ги покажеме нашите заложби и барања и да ги изнесеме во јавност. Оваа пресконференција токму тука во Тетово и еден од начините јавноста да ја запознаеме со секојдневните проблеми со кои што се соочуваме како инвалиди од НАТО мировни мисии. Во нашето секојдневно работење утврдивме дека станува за збор за многу голема бројка, тоа се околу 13.000 цивилни инвалиди, кои што према некои наши сознанија околу 2000 се баш во Тетово, 1000 повеќе од 1000 во Скопје и околу 10.000 во Куманово. Сдруженијето Верба и Надеж има поднесено барање за формирање анкетна комисија за регулирање на правата и статусот на цивилните инвалиди од НАТО мировните мисии. Предмет на барањето за формирање на анкетна комисија заради регулирање на правата и статусот на поголема група граѓани, т.е. цивилни инвалиди од НАТО мировни мисии. И со тоа, целта на анкетната комисија би била воспоставување на нова категорија на граѓани, под 1, изготвување и имплементирање на закон за инвалиди од НАТО мировни мисии, под 3, изготвување на регистар на НАТО диагнози, под 4, формирање на лекарска комисија за утврдување на инвалидност кај цивилни лица од НАТО мировни мисии и под 5, остварување на право на инвалидска пензија од НАТО мировни мисии. Според сознанијата на Сдруженијето пак речиси сите повратници од НАТО воените мисии се соочуваат со некој здравствен проблем, меѓу кои најприсутен кај ваквите лица е токму посттрауматското стресно расстройство. За прв пат како диагноза ја издвојува Американската здравствена организација во 1980 година. Иначе PTSD-то датира, да кажеме, првите почетоци од концентрационите логори. Подоцна војната од Виетнам, сведоци сме дека имавме војна и во бившите југословенски држави, тоест во Хрватска и Босна и Херцеговина, но она што нас директно не засега е повратниците од Авганистан и Ирак, што всушност и се занимава нашето сдружение, односно пружање психосоцијална помош и поддршка како и нивна ресоциализација. Посттравматското стрес расстройство представува реакција на краток или долготраен стрес.
Стресот е предизвикан од стресови кои најчесто доаѓаат од надворешни фактори, кои можат да бидат од елементарна природа или пак можат да бидат од човечки фактор. Научно е докажано дека оние кои доаѓаат од човечки фактор предизвикуваат повисок стадиум на PTSD, бидејќи нели ние сме луѓе, па повеќе не допира кога тоа доаѓа од луѓе, нели, а не од некоја елементарна непогода. Инаку Сдруженијето Верба и Надеж со своја канцеларија во Куманово работи од 2019 година, а истата била отворена поради фактот што Куманово има најголем број на граѓани кои биле цивилна поддршка на НАТО мировните мисии во воените зони. Роднини на жртвите во сообраќајката кај Ласкарци се разочарани од судството, бидејќи речиси 4 години по трагичната несреќа се уште нема пресуда. Денеска се одложи уште едно рочиште поради неизготвено супервештачење кое се чека повеќе од една година. Јас ви тврдам дека ова супервештачење прво го работат непрофесионалци. Значи знаеме ние кои луѓе се ангажирани да го прават ова супервештачење. Јас само се сомнем и ние сите сомнеме се плашиме дали ова нарашено супервештачење. Дури и бранителите на прво обвинетиот и пето обвинетиот нема посебни забелешки на тие и нивните што беа ангажирани супервештаци, нема некои контрадикторни или големи разлики во вештачењето што ги имаше подготвено обвинителството во страна на Машинскиот факултет. Тоа покажува само дека судот купува време и сака да најде начин како обвинетите што направија злостварство, убија 16 луѓе, да бидат ослободени. Очигледно е дека судот, надлежните за судскиот предмет, тешко се носат со притисокот и тежината на предметот. До денес требаше да имаме пресуда, а не да се остава простор за сомнеш. Не сакаме да веруваме дека во позадина на сето ова притисоци, политички влијанија или не дај Боже коруптивни дејанија. Меѓутоа, се почесто и почесто тоа може да се слушне. Починатите не се жртви ниту на несреќа, ниту на судбина, туку на неодговорност и немање контрола, имаме комплетно потфрлање и нефункционалност за системот. Повеќе од еден месец во прекине образовниот процес во Воспитно-поправниот дом Тетово откако завршил проектот на ресорното министерство. Од раководството на установата велат дека потребно е системско решение за во домот да функционира училиште, а не да зависат од проекти. Инаку штитениците ги имаат сите други услови за престој, но и за ресоциализација. Веќе 2 години децата кои се судриле со законот престојуваат во објектот на Воспитно-поправниот дом Тетово, лоциран во селото Волковија, откако долги години беа префрлани од еден во друг затвор. Таму штитениците имаат соодветни услови кои ги задоволуваат меѓународните стандарди и кои соодвестуваат за овој вид на превоспитување на прекршителите, велат од раководството на установата. Децата од оваа категорија конечно по подолго време ги добија условите, односно ја добија оваа институција што ја заслужуваат, институција со поевропски стандарди, каде што се задоволени сите нивни потреби. Јас сум задоволен како менаџер на оваа институција од напредокот, односно она што го успеавме заеднички 2 години да им помогнеме и возможиме на децата успешно да се ресоциализираат. Децата се вклучени во многу активности како во домот, така и надвор од домот. Но штитениците се без континуиран процес на образование, затоа што истиот се спроведува како проект. Наставата сега е во прекин, а од раководството велат дека се во преговори со Министерството за образование да имаат училиште во самиот дом. До 10.2022 оваа година, значи сега, имаше образование кое што беше организирано од страна на Министерството за образование и наука и UNDP. Имаше договор склучено со средното училиште Макаренко од Скопје, кое што е единствено такво училиште во нашава држава за образование, но проектот заврши, прекина договорите на наставниците кои што ја изведуваа наставата во нашиот дом и сега во контакт сме со министерот за образование
бидејќи образованието треба да биде организирано од страна на Министерството за образование. Ние сме тука како институција која што сме должни да обезбедиме само услови за да се одвива образованието, но како што кажав, во контакт сме со Министерството и со министерот, се работи на некои точки, членови од законот за возрастни, што треба да бидат променети за системски да се реши проблемот во нашава институција со образованието, односно да има образование, училиште, основно во самата институција да биде тука, а не да доаѓаат наставници од надворешните училишта. Штитениците во домот стекнуваат работни навики и учат занаети. Моментално сум на остручување, работно ангажиран и одработувам некои дела тука, ова дрвено асторче, значи прибор за аватче и го правам рачно, сам го изработувам со помош на другарите и тука сум веќе 25 месеци, како што кажав. Од самиот почеток сум остручен као водоинсталатор, ово ми е плюс, као хоби и во домот ги имаме сите услови, значи многу работи одработивме, имаме летниковци направени, клупи, маси, столови, се, значи што има во склопот на домот, што е во рамките на домот, го имаме сами направено. Од почеток, кога сум дошол, осеќам голема промена кај мене. Прво во раст и развој, дека многу сум повеќе ресоциализиран него за разлика од кога дојдов. Првично, значи, со образованието сум напредовал, исто така со остручувањето, значи стекнав работни навики, идам, вклучен сум повеќе пати во семинари, као застапник за правда на децата. Воспитувачите пак велат дека условите во домот многу помагаат за ресоциализација и рехабилитација на децата. Но грижата за нив треба да продолжи и по нивното излегување, при што треба да бидат вклучени и надлежните институции. За да биде успешна ресоциализацијата, потребно е и поспеналниот прифат да биде соодветен. Центрите за социјална работа најповеќе. Судот исто може да има влијание, верувам дека затоа што ние шестомесечните извештаи што ги прачаме за секое дете, ги прачаме до судот и до центарот. И судот е информиран за текот, превоспитниот тек на секое дете во текот на тие 6 месеци и исто така и центарот. И кога 3 месеци пред отпуштањето на секое дете, ние имаме соработка со центрите, за да тие најдат начин да му помогнат на семејството. Воспитно-поправниот дом кај Тетовска Валковија представува целосно нов комплекс на објекти со површина од околу 16.000 метри квадратни, ограден со безбедносна жичена ограда, шеталишта и спортски игралишта. Има 3 објекти за сместување во отворени оделенија и оделенија за засилен надзор и работилници за работно ангажирање на штитениците. Денеска председателот на владата Димитар Ковачевски на заедничка пресконференција со министерот за економија Крешник Бектеши и директорот на ЕСМ Васко Ковачевски информираа за реализацијата на одлуката за субвенционирана струја за компаниите од прехранбената индустрија, основните и средни јавни училишта, како и предпријатијата од областа на водостопанството. Заклучно со вчера траеше рокот за пријавување на сите оние кои сакаат да почнат да ја користат оваа повластена цена од 1 декември. За оние кои искористија таа можност и се пријавија, АДСМ преку СМ продажба од 1 декември ќе почне со снабдување на 3 категории потрошувачи опфатени со одлуката на владата за субвенционирана струја. Од 474 јавни, основни и средни училишта во државата, за субвенционирано снабдување се пријавиле 233 од сите градови. Од 70 јавни предпријатија од областа на водостопанство, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води, кои работат со пумпни или пречистителни станици, се пријавиле 50 субјекти. Од категоријата на физички и правни лица регистрирани во прехранбениот сектор се пријавиле 235 субјекти. Субјектите кои не успеале да поднесат комплексни документи, во следниот период ќе можат да го сторат тоа и ќе бидат ставени на субвенционирано снабдување од 1 јануари. Од 1 декември ова година треба да ги видиме резултатите на пазарот на коригирани цени на основни прехранбени производи, а во следните 4 месеци, додека трае кризната состојба, очекувам врз основа на постојани пресметки на трошоци од увозните цени на храна
и субвенционирани цени на електричната енергија, како и стабилизација на брзанските цени, кои веќе се во мирување, да продолжи намалувањето на цените на основните прехранбени производи, посебно на тие производи кои се наведени во одлуката на владата. Акционерското друштво ЕСАМА преку ЕСАМА продажба по само неколку дена од добивањето на одлуката и задолжението на влада за снабдувување на одредени категории на потрошувачи го подготви и спроведе целиот процес, за кој можеме да соопштиме дека е доведен до крај. По завршувањето на постапката има вкупно 518 нови субјекти, односно потрошувачи, за кои што АД ЕСАМА преку ЕСАМА продажба ќе треба да обезбеди електрична енергија со пониски цени. Оваа бројка на нови потрошувачи, во кои спаѓаат основните и средните училишта, водоводните предпријатија, производни капацитети од прехранбената индустрија, ќе бидат на снабдување на ЕСАМА продажба од 1 декември оваа година. Полицијата привела неколку лица поради поседување дрога. Од СВР Тетово информираат и дека вчера биле казнети 34 возачи кои не пропуштиле пешаци на одбележани премини. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска 10 минути по полноќ во Тетовско Камењане лишиле од слобода 23-годишник од Гостиварска Горна Бањица и 33-годишен гостиварец затоа што принивени при преглед на патничко моторно возило Volkswagen Golf со гостиварски регистарски ознаки во кое се превезувале, биле пронајдени одземени кокаин, марихуана и дробилка. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер на улица Илинденска во Тетово лишен од слобода е 23-годишник од Тетовско Синичане, затоа што му била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Вчера на улица Душко Поповиќ во Гостивар полицијата лишила од слобода две лица од Прилеп на возраст од 27 и 47 години. Тие се сомнечат дека пред неколку дена противправно одзеле апарат за заварување и потоа го продале во отпад. Се документира случајот и против нив ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 10 до 15 часот спровеле акциска контрола на возачите, дали и колку ги почитуваат нивните пропишани обврски кон пешаците. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 34 прекршоци, 29 во Тетовско и 5 во Гостиварско. На возачите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените глоби, кои изнесуваат 250 евра во денарска противредност. Најголемиот број од прекршоците инаку се однесувале на непропуштање пешаци на обележани премини. При контролата биле санкционирани 10 други видови сообраќајни прекршоци. Контролни активности со ваква цел и содржина планирани се и во наредниот период, информираат од СВР Тетово. Започнаа предавањата на кои полициските службеници ги едуцираат учениците како да препознаат и превенираат говор на омраза. Неделава започнаа практичните активности од превентивно-едукативниот проект Стоп на говорот на омраза во 2 од 7 тетовски средни училишта, во гимназијата и во медицинското училиште, а наредниве денови предавања се планирани и во другите училишта. Стручно обучени полициски службеници на учениците од втора година кои следат настава на македонски, албански и турски јазик им презентираат сознанија што представува говорот на омраза, како да се препозна и превенира, не само на училиште, туку и во другите области од животот на младите, на социјалните мрежи, во кафулињата, дискотеките и слично. Исто така учениците се информираат и едуцираат како да ги надминат предрасудите и стереотипите кои најчесто предизвикуваат говор на омраза, нетолеранција и дискриминација. Носител на проектот е одсекот за превенција на СВР Тетово во соработка со ОПСЕ и ќе трае до крајот на овој месец. Во рамки на регионалниот форум на Унијата за Медитеранот, што денеска се одржа во Барселона, министрите за надворешни работи на 42 земји и членки едногласно ја донесоа одлуката за полноправно членство на Република Северна Македонија во оваа организација. Што туку заврши Министерскиот форум на Унијата за Медитеранот.
каде што 42 земји членки на Унијата, 27 земји членки на Европската Унија и 15 земји на источниот и јужниот Медитеран едногласно изгласаа Северна Македонија да биде новата полноправна членка на Унијата за Медитеранот. Ова е уште еден успех на нашата дипломатија, која што во текот на изминатата година успеа да обезбеди уште едно присуство во важна регионална платформа и мултилатерален форум. Членството во Унијата за Медитеранот ќе овозможува на Република Северна Македонија поблиско вмрежување, меѓутоа и интегрирање во структурите на Европската Унија кои што го покриваат медитеранскиот базен, а се разбира и соодветна интеракција со земјите членки на Европската Унија и на медитеранските партнери. Од денеска ние учествуваме полноправно не само во делот на диалогот кој што е во рамки на оваа регионална платформа, имаме додадена вредност како земја која што преговара со Европската Унија, дека во Европската Унија ќе ја внесеме и оваа димензија, нашето разбирање, нашиот диалог со медитеранските партнери, што е особено важно, а се разбира бројни проекти во рамки на соработката на младите, во рамки на климатските промени, во рамките на транспортните коридори, енергетската независност и диверсификација, младите и така натаму. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!